Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Информации за денешните активности главно на истокот од државата. Еве дел од денешните содржини. Со капитална швајцарска инвестиција ќе се намалува загаденоста на река Брегалница. Општина Кочани ќе добие пречистителна станица за отпадни води. Здравите прехранбени навики се темел за добро здравје. На светскиот ден за здравата храна, децата учеа како се одгледува и подготвува ваква храна. Исчезна жена во Штип, кривична за беровчани кои бесправно сечеле дрва. Стартува реализацијата на капиталниот проект во зачувувањето на водите на река Брегалница. Со 23 милиони швајцарски франци ќе се гради колекторски систем и пречистителна станица за отпадните води во Кочани. Средствата во најголем дел се донација од швајцарската агенција СЕКО. Представници на општина Кочани, комуналното јавно предпријатие Водовод и консултатската компанија Ернест Васлер партнер од Швајцарија денеска во Кочани потпишаа договор за изградба на колекторски систем и пречистителна станица за градот Кочани. Купната вредност на овој проект е 23 милиони швајцарски франци, кои што ги пополнуваат трите партнери. Најголемиот дел е од страна на швајцарската агенција СЕКО, 21 милион швајцарски франци, додека 2 милиона евра се од страна на владата на Република Македонија и остатокот е од страна на нашето комунално јавно предпријатие Водовод и општината Кочани. Сакам да кажам дека овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион, значи не е ова проект кој што е само за општината Кочани, тоа е проект кој што значи заштита на водите на река Брегалница. Како инвеститори на овој проект, за нас од особена важност е што учествуваме во решавањето на проблемот со колекторскиот систем и пречистителната станица во Кочани. Сметам дека ќе придонесеме за заштита на животната средина по сливот на река Брегалница. Проектот за заштита на речниот слив на река Брегалница започна пред 4 години со средства од швајцарската влада и со компанијата СЕКО. Ова е најголемата инвестиција во делот на заштитата на животната средина добиена од швајцарската влада за нашата држава, истакна Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Следува подпишување на договор кој што до идната година како таков ќе се реализира за проект за управување, план за управување со сливот на реката Брегалница, во кој што има и поголем дел на инфраструктурни проекти кои ги опфаќаат сите општини во сливот на реката Брегалница, а денеска се потпишува договорот за најголемиот проект, како што кажа градоначалникот, во вредност од над 23 милиони швајцарски франци, а понатаму секако ќе следуваат и останати проекти. Се потпишаа договорите за Карвинци, Лозово, Облешево, Чешиново за инфраструктурни проекти од типот на пречистителни станици, секако со помал обем од Кочани, меѓутоа со исклучителна важност за овие општини. За директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани, Љупче Папазов, работите на овој значаен проект за општина Кочани може да започнат. Со денешниот чин заокружуваме една работа која започнавме во 2012 година со изработката на студијата од оправданоста за реализација на еден ваков капитален проект. И со чинот на потпишување денес официјално започнуваме со реализацијата на проектот. Се надевам на успешна соработка и на крајот квалитетен успешен проект завршен кој ќе ги дава долгорочно своите резултати. Изградбата на колекторскиот систем и пречистителната станица во Кочани имаат пошироко значење не само за општината, туку и за источниот регион.
Денес се одбележува Светскиот ден на здравата храна. Во сите детски градинки беа организирани работилници за важноста на здравата храна. Децата заедно со родителите, бабите и дедовците се едуцираа како се одгледува и подготвува вкусна и здрава храна. Еве дел од денешните активности во градинките во Делчево и Штип. Со пригодна програма во присуство на дел од родителите, денес детската градинка Весели цветови од Делчево се вклучи во одбележувањето на 16 октомври, денот на здравата храна. Ние секојдневно ги работиме тие активности во целокупната наша годишна програма е вклучено, значи конзумирањето на здравата храна. Меѓутоа сега преку националната програма на Министерството за труд и социјална политика добивме акционен план, преку кој акционен план со помош на 6 теми ние значи активно ќе мораме во текот на целата година да ги учиме децата што за нив значи здравата исхрана и здравата храна. Изреката на Пиаже е главната водилка со која дечињата од оваа градинка учат како од семе преку плод се доаѓа до здрава храна. Пример за тоа се плодовите од зеленчуковата градина во дворот, кои што веќе се искористени за овогодишната зимница, во чиј процес на подготовка учествуваат и самите дечиња. За да може детето нешто да разбере, тоа мора самостојно да го конструира за да го свати. Ние имаме веќе зеленчукова градина во која што одгледуваме повеќе видови на зеленчук, буквално знаат како од семка до плод се доаѓа, вклучени се секојдневно во одгледувањето, во бербата, во подготвувањето на зимница која што веќе ја направивме поради временските услови. Набројни неколку зеленчуци. Патличан, пиперки, зелка, морков. Што ти најмногу сакаш да садиш еве од идната година овде во градина? Патлиџан, Друго што садиш? морков и зелка. Што се патлиџаните, пиперките, моркова, каква храна? Здрава. А што највеќе се одржи оваа храна, што има во неа? Витамин. Родителите кои учествуваа во денешното одбележување на 16 октомври се презадоволни од тоа што дечињата стекнатата навика за здрава исхрана ја пренесуваат и на домашната трпеза. Да, се префрла и дома, значи почнуваат да ни кажуваат што е здраво, што не, што можеме да пазаруваме или да употребуваме, што не. Најдобро е што се исфрлени, значи паштети, сувомеснати производи и многу добро е за децата од мали нозе да почнат да знаат што е здрава храна. Инаку кампањата за здрава храна, здравјето е избор, Министерството за труд и социјална политика ја спроведува во соработка со единиците на локалните самоуправи, како и детските градинки во Македонија. Дека е преполн есенскиот шпајс на родителите на децата кои ги посетуваат детските градинки во Штип, покажа денешното одбележување на Меѓународниот ден на здравата храна во присуство на родителите, бабите и дедовците. Директорот на детската градинка Вера Циривири Трена Трајан Коцев истакна дека не само на овој ден, децата во сите клонови при оваа штипска градинка секојдневно конзумираат здрава храна подготвена според мени од нутриционисти, доставена од Министерството за труд и социјална политика. И мислам дека храната во градинките е избалансирана во однос на протеини, јагле, хидрати и масти. Па така и во овој проект се вклучуваат и детските градинки од нашата општина, детската градинка Вера Циривири Трена и детската градинка Стибо. Значи приготвување на здрава исхрана, истекнување на навики кај децата и кај родителите за здравата храна. Големиот избор од зеленчук и овошје и домашно подготвена храна ги мотивираше и најмалите да се вклучат и со своите рачиња да направат салати, зеленчукова и овошна. Својата инвентивност ја покажаа и нивните родители. Од нив подготвената храна во домашни услови можеа сите да ја пробаат. А со родителите се договоривме тие заедно дома со дечињата да изработат јадење од здрава храна. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам, значи на родителите, затоа што сме сведоци дека има многу прекрасни креативни јадења. Родителите задоволни што со своите деца денес учествуваа во одбележувањето на Меѓународниот ден на здравата храна, а задоволни се и од храната кој секојдневно ја јадат нивните деца во градинката. Јас сум презадоволна, значи со текот на годините гледам дека менито се менува и тоа е позитивно. Значи воведен е интегрален леп, воведен е корнфлекс, воведени се манџи, супи кои што се подготвуваат на поинаков начин отколку што ги подготвувале нашите баби.
Сметам дека уште од дома би требало да ги поттикнуваме дечињата здраво да се хранат и на тој начин да им помогнеме да се снајдат во светот денес кој што им нуди нездрави храни, им нуди нездрави пијалоци. Со свој допринос во одбележувањето на Меѓународниот ден на здравата храна на најмалите им помогнаа и членовите на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ и жените членки на Сдруженијето на пензионери од Штип. Сакаме да присуствуваме тука и да укажеме на некои работи за здравата храна, дека треба да употребуваат уште од мали здравата храна. Овој проект сега што е или работна работилница, ние веќе доаѓаме скоро четврта година ние. Во организација на Министерството за труд и социјална политика, Меѓународниот ден на здравата храна се одбележува во сите детски градинки во државата. Собранието беше под лупа на Институтот за демократија во период од 10 месеци. Во период на отсуство на опозицијата од македонскиот парламент, дебатите на комисиските и собраниските седници биле реткост, оценува Цивилис. Дебата во македонското собрание во отсуство на опозицијата скоро и да немало. Ваква оценка даде Институтот за демократија, кој 10 месеци ги следеше собраниските седници и комисии. Говорите од пратениците во овој период не беа оспорени, изнесените аргументи не добија спротивно мислење, а со тоа и донесените закони не добија на квалитет. Само во еден случај пратеник јавно се произнесол и прифатил друго мислење. Тие настапуваат со цврсти позиции. Не се подготвени да ги примат добрите аргументи на своите противници политички во собранието, со чија што крајна цел била законот да биде поопфатен, поквалитетен и да има широка прифатеност и во општеството и од страна на граѓаните. Имаме само еден случај кога еден пратеник променил позиција и тоа јавно го кажал на седница, дека менува позицијата поради подобар аргумент изнесен од друг пратеник. Тоа сметаме дека е недостаток секако, бидејќи колку и да се тие групи координирани во собранието, колку и да имат претходни координации, многу е неприродно 100% од членовите од една партија да имат исто мислење околу иста тема. 15% од дискусиите се на пратеници од источниот регион, што ги рангира на 4-то место, а најмногу дискутирале пратениците од 4-та изборна единица. Пратениците најмногу одржале говори, додека пак пратеничките најчесто се пријавувале за реплики и контрареплики, што ја зголемува дебатата во Народното собрание. Мажите многу почесто имале говори, тоа се говори од 10 минути, нели? Меѓутоа жените почесто и користеле правото на реплика и на контрареплика, со што сметаме дека тие прилично допринеле и во овие услови и на дебата како што биле во собранието, допринеле да се развие дискусија подлабоко околу некои теми. Вториот дел од проектот Собранието под лупа започна во септември и ќе се имплементира во период од 2,5 години. Управата за јавни приходи ја промовира услугата плаќање на даноци за електронско плаќање и проверка на состојбите за персоналниот данок од било кое место и во секое време. Постапката на регистрација е бесплатна за граѓаните и се реализира само со кориснички профил на електронскиот сервис за даноци на УЈП. Се што треба еден граѓанин да има валидна мејл адреса и да се регистрира на системот даноци на страната uip.gov.mk. Кога тој ќе се регистрира како физичко лице на системот даноци и со дебитни картички од македонските банки може да го плати данокот. Значи со ова се заштедува пари, време од својот дом или било каде и да е, може онлайн да ја следи состојбата на своите обврски и права. Ке се реконструира уште еден дел од улицата Маршал Тито во центарот на Берово. Околу 550 метри ќе бидат поплочени со гранитни плочки кои ќе му дадат автентичен изглед на градот. Во рамки на овој проект ќе се решава и собирањето на атмосферските води на улицата. Улицата Маршал Тито во Берово ќе добие целосно нов изглед. Во изминатиот период беше извршена комплетна реконструкција на улицата во потегот од полициската станица до плоштадот во Берово, а сега Општина Берово спроведува проект со кој што ќе се реконструира и делот од јавното комунално предпријатие Услуга до раскрсницата со улицата Моша Пијаде. Дел кој се наоѓа во доста лоша состојба каде што има ударни дупки и мрежасти пукнатини.
Проектот опфаќа реконструкција на улицата во должина од околу 550 метри со поставување на нови рабници од едната страна, каде ќе биде изградена и тротоарска површина во широчина од 1 метар, додека самата улица ќе биде поплочена со гранитни плочки, со што ќе се зачува автентичноста на овој дел од Берово. Улицата Маршал Тито како целина представува една од поважните собирни улици во градот и значаен инфраструктурен објект, кој го поврзува централното градско подрачје со периферниот дел од градот. Самиот проект предвидува и решавање на одводнување на атмосферските води, со што ќе се реши уште еден проблем кој ќе ја заштити и самата новоизградена улица. Крими билтен во дневникот на Канал Плюс. Полициска станица Берово поднесе кривична пријава против 27 годишниот ЕЧ и ДЖЧ на возраст од 26 години од Берово, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело кражба. Пријавените на 28 август на место викано Манакија Атард во Берово од Борова шума, собственост на лице од Берово, противправно исекле 31 стебло црн бур на штета на собственикот на шумата. Вчера во СВР Штип 28 годишниот ЕВ пријавил дека од домот во непознат правец се оддалечила неговата мајка ЛВ 50 години. Полицијата превзема мерки за нејзино пронаоѓање. Бугарската гранична полиција во местото Средеч во близина на границата со Турција пукала врз мигрант пошто тој починал на пат кон болница, соопшти Министерството за внатрешни работи. Бегалците биле на возраст од 20 до 30 години, најверојатно афганистанци. При апсењето тие давале отпора, еден од полицајците пукал во знак на предупредување. Еден од мигрантите бил погоден и тој подоцна починал од здобиените повреди. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој вчера учествуваше на самитот на Европската унија за бегалци, веднаш по веста за инцидентот на границата ја напуштил средбата во Брисел. Унгарија денеска ќе носи одлука за можност затворање на границата со Хрватска со цел сузбивање на приливот на мигранти, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан во Брисел. Орбан рекол дека денеска ќе свика вонредна седница на Советот за безбедност на која ќе се разгледува актуелната ситуација и ќе бидат донесени неопходни одлуки. Унгарија веќе изгради челична ограда на јужната граница со Србија за да го блокира приливот на мигранти, а постави ограда и долж границата со Хрватска. Орбан вчера рекол дека границата може да се затвори во рок од 1 час ако тоа се покаже како неопходно. Лидерите на Европската унија синоќа во Брисел ја прифатија спогодбата со Турција за помош од 3 милиарди долари на Анкара со цел запирање на неконтролираниот прилив на мигранти во Европа. Исто така е постигнат договор во идните недели да се постави гранична стража на надворешните граници на Унијата. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавија дека членките наскоро ќе ги исплатат ветените 2 милиарди евра за помош на Турција, Јордан и Либан за згрижување на бегалците од Сирија. Утре со почеток во 15 часот во салата Методи Митевски Брицо во Делчево, женскиот кошаркарски прволигаш клубски од Делчево го игра првиот првенствен надпревар во рамки на новата кошаркарска сезона за жени. За противник го имаме екипата на КК Лотос од Скопје, значи екипа доста солидна која што лани играше полуфинале во плейоф и финале во Купот на Македонија. Ги повикувам нашите верни навивачи арамиите да дојдат во што поголем број, исто така и сите оние кои што спортот им значи нешто да дојдат на самата утакмица и да ни дадат поддршка, бидејќи кошаркарскиот клуб клубски од секогаш сум верил дека ги има најдобрата публика во Македонија. Со подмладена екипа и со неколку искусни имиња кои што дадоа подпис ова лето за тимот од Делчево, делчевската публика ќе очекува пласман на екипата барем во разигрувањето. Инаку во останатите надпревари, освен надпреварот клубски Лотос, ќе се сретнат и екипите на Младенец и Бадел, како и Вајс профил Шкупи. Екипата на Студент 2015 во првото коло е слободна.
По пауза од 2 недели овој викенд ќе се одиграат надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница во ова 10-то коло ќе гостува кај екипата на Работнички. Се очекува интересен меч со оглед на тоа што во првиот надпревар Брегалница ја совлада екипата на Работнички. Во моментот овие две екипи имаат по 10 поени во досегашните одиграни надпревари. Овој меч е закажан за утре со почеток во 14 часот и 30 минути. Останатите двојки ќе играат во недела, и тоа Царев двор Шкендија, Ренова Турново, Шкупи Вардар, Силекс Металург. Во моментот на табелата Шкендија е на првата позиција со 24 поени, бод помалку има Вардар 23, следуваат Силекс со 13, Царев двор 12, Шкупи 11, Работнички и Брегалница по 10 поени. Турново 9, Ренова 6 и на последното место е екипата на Металург Скопје со 5 поени. Утре започнува новата сезона во женската ракометна лига. Женскиот ракометен клуб Вардар новата сезона ја започнува против двократниот европски првак Гер, каде главна цел е пласман на завршниот турнир и освојување на титулата. На официјалната веб страна на женскиот ракометен клуб Вардар, тренерката Индира Кастратовиќ посакува полна сала и победа на премиерниот настап. Сакам да ги поканам навивачите да дојдат во што поголем број. Моите девојки заслужуваат да почувствуваат атмосфера каква што има машката екипа. За Гер можам да кажам дека е посилен од минатата година. Се засилија со неколку јаки ракометарки и мислам дека се екипа за респект, но не треба да претеруваме со тоа, сепак тие гостуваат на нашиот терен. Вардар минатата сезона со Гер играше во четвртфиналето од Лигата на шампиони и имаше позитивен биланс, победа дома со 24-18 и реми на гости со 27-27. Надпреварот почнува во 20 часот и 15 минути. Овде е крајот на дневникот во 16:30. Со нови информации се гледаме повторно во 20 часот. Пријатен ден!